Ова утро имав прилика да разговарам со генералниот секретар, заменик генералниот секретар и неколкумина министри за одбрана. Факт е дека на денешниот самит многу точки се на дневен ред и околу некои прашања имаат навистина испротиставени мислења. Но постои една точка околу која се согласни сите 29 земји членки, а тоа е дека Македонија ја заслужи поканата и дека она што го пропуштивме како шанса во 2008 година, овој пат во Брисел ќе успееме да го искористиме. Светот не стои да не чека нас да влеземе во НАТО и заради тоа е и важно историските шанси да не се пропуштаат, туку да се искористуваат. Ако во 2008 година ја добиевме поканата, до сега ќе бевме членка и ќе учествувавме во овие дебати, а немаше да се плашиме дали дебатите може да ја загрозат нашата иднина. Но велам подобро некогаш отколку никогаш, подобро сега отколку понатаму во иднината. Клучната тема е како НАТО алијансата да стане уште поефикасна и уште помоќна. И околу потребата таа алијанса да стане посигурна, посплотена, никој нема дилеми. И тоа е добриот дел од дебатата. Прашањето е како и колку брзо. Одлуките кои што денеска ќе ги носи НАТО алијансата уште повеќе ќе акцентираат силата на овој сојуз. Се зборува за зголемување на капацитетите, зголемување на присуството и преку тоа присуство земјите членки да бидат посигурни. Република Македонија денеска не е на масата каде што се носат одлуките, но очекуваме уште од утре нашето влијание, нашиот глас посилно да се слушне. И тоа е причината зашто мислиме дека овие 2 дена навистина ќе бидат историски за нашата држава. НАТО алијансата ќе ја даде поддршката, бидејќи и нив им треба успех на Балканот и нив им треба еден позитивен пример како што е Македонија. Но сепак тоа е пред се наша задача. Факт е дека заклучоците од 2008 година и процедурата која досега се користеше за сите земји кандидатки ќе биде искористена и во случајот со Македонија. Тоа значи дека веднаш речиси ќе бидат испратени тимови експертски кои што ќе обезбедат техничкото прилагодување на Република Македонија кон високите стандарди на НАТО во поглед на класифицирани информации, во поглед на безбедна комуникација, ќе значат дека таа процедура многу брзо ќе се одвива и дека навистина ќе се исполни ветувањето кое што изгледаше можеби нереално минатата година, дека Македонија ќе биде 30-та членка на НАТО и дека тоа нема да се случи во далечна иднина, туку тоа навистина почна да се реализира многу брзо. Минатата година беше многу тешко да се зборува за нова членка. Минатата година Македонија многу и беше тешко да се надева дека толку брзо ќе успееме да се вратиме во процесот. Меѓутоа покажавме дека ако се знае, ако се сака, ако се има политичка волја, и чудата се возможни. Се разбира дека нашата цел не е да добиеме покана. Нашата цел како држава е час поскоро да станеме земја членка на НАТО. Затоа ќе бидат многу важни домашните процеси. Референдумот, собраниската процедура. Убедена сум дека сите ние, граѓани на Република Македонија, сите ние кои плативме голема цена заради испуштањето на шансата во 2008, ќе се обединиме, без разлика на етнички, религиски или политички разлики. И нема да дозволиме Македонија да ја повтори грешката од пред 10 години.